Во овие кратки нозе зборуваме и за една неполитичка, но не помалку опасна дезинформација. Популарната Лепа Брена беше злоупотребена од портал целосно непознат за македонската јавност, со назив енциклопедијачаеви.стор, кој користи лажни лични истории за да продава сомнителни медицински препарати. Измамата, која беше откриена на почетокот на септември во српската јавност, освен на непознатиот портал, осамна и на спонзорирана Facebook објава на македонски јазик на страницата Мирис Природе, објавена на 23 септември, но која се уште излегува на тајмлајните на македонската публика. Објавата досега достигнала над 2600 реакции и околу 320 споделувања. Приказната се пласира како лична сторија на Брена, која раскажува за здравствени проблеми со паразити и маки со лекари кои сакале само да ги земат парите давајќи и лоши терапии, што наводно и го нарушило опасно здравјето. На крајот од текстот се нуди спасоносниот лек против паразити Паразол. Се разбира, објавата е целосно лажна. Кога овој случај беше актуелен во Србија на почетокот на септември, Лепа Брена објави демант на нејзиниот Инстаграм профил. Во демантот Лепа Брена известува дека без нејзина дозвола се користи нејзиниот лик, интервју што никогаш не го дала за препарат што никогаш не го користела и најави правни санкции. Честопати на социјалните мрежи може да се сретнат вакви објави. Без оглед дали се рекламираат здравствени препарати, техничка опрема или друго. Речиси без исклучок, се работи за измами, чија цел се неинформирани граѓани и лесна заработка. Публиката треба да биде многу внимателна со објави кои нудат лесни решенија за тешки здравствени, но и други проблеми. Објави и портали кои што не нудат содржини со потпишан автор, без импресум каде што можете да ги прочитате уредниците, без никакви податоци за тоа кој стои зад веб страницата, треба да се избегнуваат, за да не се дојде во ситуација на тешки разочарувања, а олеснати паричници и банкарски сметки.